Денеска се случува доделување на садови за комунален отпад, кои заедно со јавното предпријатие Комуналец ќе ги поделиме до секое домаќинство во нашата општина. Ова акција е всушност во тек, веќе во повеќе населени места се почна со таа акција од пред извесно време. Завршивме, мислам, со населените места и од денеска почнува доделување на вакви садови во градската средина. Значи, секое домаќинство ќе добие нов сад за одлагање на сметот и сметаме дека со тоа ќе придонесеме за подобрување на хигиената во градот, за поурбаниот изглед на градот. Една акција која што Општина Струмица ја прифати како голем предизвик и во тој контекст се заложивме овие садови луѓето, граѓаните да ги добијат бесплатно. Значи, општината ќе е таа што ќе ги субвенционира, односно ќе ги плати тие садови и мислиме дека во таа една опсежна кампања Екофронт ќе биде еден значаен придонес за подобрувањето на имиджот на нашиот град, како една средина која што дава максимални напори за подобрување на амбиентот. Знаете дека опсежни акции се презедоа во правец на расчистување на дивите депонии, една жилава појава, која што непријатна појава, која ни одзеде доста енергија за да ја на некој начин подсредиме. Мислам дека се евидентни резултатите, иако се сложувам дека и понатаму предизвици постојат, меѓутоа одредени пунктови кои што беа лоцирани како најзагрозени пунктови, мислам дека денеска изгледаат многу подруго од онаа како изгледаат до пред една година. Продолжуваме со тие акции, упорни сме во тие акции, нема да престанеме со тие акции и мислам дека конечно ќе ги видиме резултатите од оваа наша заложба. Депониите се еден од главните предизвици со кои се соочивме на почетокот на овој мандат и вие ќе се сложите. Многу грди слики гледавме во околината на Струмица, се уште постојат. Меѓутоа упорно настојуваме со ангажман на инспекцијските служби, со максимално заложување на јавното предпријатие Комуналец, со доброволни акции на наши сограѓани, посебно го истакнувам овој дел, бидејќи тоа се навистина опсежни акции без помош на градежната оператива од сите градежни фирми кои што обстојуваат во нашата општина, навистина некои од овие акции ќе беа невозможни или ќе трае многу подолго. Ова е едниот сегмент. Доделување на садови кои што граѓаните го бараа со години, бидејќи гледаме дека се претходните истрошени, не се во употреба практично, но граѓаните се мачеа со тие садови кои што ги имат. Сега ќе има можност ова да изгледа малку поурбано, поуредно. Многу важна компонента е едукативниот дел преку разни флаери, едукација на најмладите генерации, поттикнување на свеста и начинот на кој што треба да се однесуваме кон нашата околина, кон нашата природа, формирање на одредени пунктови за складирање и прибирање на некој отпад кој не е комунален отпад, како што се разни употребени намештаи, електронски уреди кои што луѓето имат проблем каде да ги фрлат. Градежниот шут, веќе поттикнавме една иницијатива до Министерството за заштита на животната средина за определување на официјална таква една депонија, која што ќе биде прописно конституирана и која што ќе се понуди како можност за градежниот шут кој гледаме дека со години ни создавал проблеми и се депонирале толку големи количини кои навистина зимаат и многу ресурси и човечки, и финансиски и се разбира за кои треба многу време за да се доведат во онаа состојба каква што посакуваме да биде.